Утре предпладне во салата Македонија ќе започне конститутивната седница, која ќе го официјализира 11-тиот парламентарен состав во македонската политичка историја. Според деловникот, со седницата ќе председава најстариот по години пратеник, односно со 66 години Мерита Колчи Коџаџику од коалицијата Вреди. Доколку и таа не е во можност да председава со седницата, тоа право преминува редоследно на наредниот највозрасен избран пратеник. 4 точки се на дневен ред. Прва ќе биде изборот на председател и членови на верификационата комисија на собранието, а потоа следи верификација на мандатите на пратениците. Третата точка е предлог за избор на председател, заменик, членови и нивни заменици на комисијата за прашање на изборите и именувањата. И четвртата, изборот на председател на собранието на Македонија. Откако мнозинството од новите народни избраници ќе седнат во пратеничките фотели, се конституира собранието, а откако ќе се утврди кворумот, се избираат председателот и членовите на верификационата комисија на собранието, кои ќе ги потврдат мандатите. Според членот 9 став 6 од новиот деловник на собранието, конститутивната седница трае најмногу 3 дена, а собранието е конституирано со изборот на негов председател. По утрешната седница и официјално ќе почне да тече рокот од 10 дена со кој новоизбраната председателка Гордана Силјановска-Давкова е должна да му го довери мандатот на кандидатот на коалицијата која ќе обезбеди мнозинство во собранието. Штом го добие мандатот, согласно со уставот, новиот мандатар има рок од 20 дена да му го достави предлогот за составот на новата влада на собранието, пошто почнува да тече рокот од 15 дена во кој треба да се закаже собраниската седница за избор на нова влада, која пак не може да трае повеќе од 2 дена. Доколку која било од партиите успее да формира мнозинство и се реши докрај да ги потроши сите рокови, тогаш новата влада би била избрана некаде до крајот на јуни или почеток на јули. Иако партиите ветија дека ќе изгласаат намалување на бројот на пратенички места, и на овие избори кои се одржаа пред точно 19 дена, македонскиот парламентарен состав ќе има 120 народни избраници.